Добро утро, Симона. Во секојдневието често зборуваме колку брзата реакција може да спаси живот, а првата помош не е само врска, туку и вештина што секој од нас треба да ја поседува. Колку сме подготвени да реагираме во критични моменти и дали знаеме како правилно да помогнеме. Утрово на оваа тема разговараме со доктор Емилија Чутановска од Центарот за прва помош при Црвен крст на град Скопје. Доктор Емилија, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. Добро утро до сите гледачи. Темата што сте одбрале е навистина интересна и важна за целата популација. Во однос на обуките, спремноста на нашето население, сметам дека процентот е задоволителен, задоволува во однос на обуката, меѓутоа сепак да не заборавиме, првата помош не е само помош што самиот човек на себе може да си ја пружи, меѓутоа и на другите луѓе што се нашле во некоја незгодна ситуација. Треба знаењата да се обновуваат, затоа што не секој пат човек има можност да пружа прва помош, па да успее да го совлада сиот тој страв, трема, несигурност што се јавува, затоа што со подготвеноста, знаењата и вештините, техниките на првата помош, обично сите првиот почеток име, да речеме, од најмали нозе, дали градинки, основни училишта, средни, кога се организираат надпревари, потоа задолжителната обука што секој треба да ја помини за што сака да стане, возач за управување моторно возило, тоа им се првите средби со првата помош на населението и понатаму дали каков работен и работодавецот баш ќе ги одбери правите лица што треба да ја пружат првата помош на работни места или постојат посебни професии кои што меѓу другото, иако ја поминале обуката за возачи, треба да имаат и некои дополнителни обуки во однос на нивната, да речам, професија. Кога сме веќе кај подготвеноста, кои се најчестите ситуации во кои граѓаните треба да укажат прва помош и каде најчесто се прават грешки? Ова го прашувам и во однос на лицата со попречености, веќе секој од нас наидуваме на такви лица во нашето секојдневие, така што како да им помогнеме и на овие лица, но и генерално на лицата што имаат потреба од прва помош. Генерално, секој што се најде на место на незгода треба да ја пружи првата помош, мора прво да внимава на себе, да не се изложува на некои незгоди, опасности, значи на тоа мора да се внимава. Тоа мислам, ако има удар од електрична струја, пожар, некои хемикали, испарувања, така натаму, сообраќајни незгоди или какви да се други сценарија на градилишта што се случува. Значи секој што одлучил да направи чекор, да пружи помош, мора прво да биде внимателен, да внимава на своите опасности, понатаму да го направи пристапот, прегледот до повредените лица и едно или колку и да се, доколку се повеќе да знае да направи триажа, затоа што некој пат може да се направи грешка, што се вика да се направи погрешна проценка. Обично ние секој пат се сожалуваме кога некој зборува, вика дека нешто го боли, меѓутоа таквите луѓе во првата помош, таквите лица се оставаат последни за третман во однос на тие тивки мирни, затоа што оној што е тивок мирен значи дека е во животно загрозувачка состојба и предност се дава при пружење прва помош на таквите лица, а тоа се лице што е во безсознание, престанок, лице во безсознание, понатаму лице без витални знаци, клиничка смрт или го манифестира агонално дишење, понатаму лица кои што многу изгубиле крв, обилно крварат, лица кои што манифестираат знаци на шок и сигурно не сме да го занемариме оној фактор кога некој јади нешто, залетнува парче храна во дишните патишта или кај малите деца, често тоа може да се случи, оставање некои предмети која ќе дојде, ќе настане, да кажам, комплетно блокирање на дишните патишта и тука мора да се итно реагира. Така. Што фаќаат, доктор Емилија, обуките за прва помош што ги организира Црвениот крст на град Скопје, и тука може и да напоменеме дека денеска имате и општински
медицински надпревар во Кисела вода. На 9 мај ќе се одржи државниот надпревар по прва помош. Добро, датите малку после ќе ги спомниме во однос на надпреварите. Значи, Центарот за обука прва помош држи обуки по прва помош наменети за лица кои што треба да се стекнат со дозвола за управување на моторни возила, понатаму за управување со пловни објекти и задолжително оние според Законот за безбедност и здравје при работа, нели на 20 лица, најмалку еден треба да биде обучен за прва помош. Исто така во центарот доаѓаат и физички лица кои сами сакаат едноставно да си ги обноват знаењата или чисто да го имаат тој документ, а воедно обуки Црвениот крст независно од центарот, значи општинските организации вршат обуки преку наши млади волонтери, демонстратори за прва помош, почнувајќи да речам од најмалите нозе, и затоа што вие, како што спомнавте, денес да има општински надпревари, во тие општински надпревари, односно општинските организации на Црвениот крст организираат надпревари за основните училишта и за средните. Понатаму имаме на град Скопје, а она што спомнавте, сега наредниот месец 9 и 16, мислам дека беше, саботи се паѓаат, тога ќе се одржат регионалните надпревари, за да понатаму во септември сето тоа финализира со државен надпревар. Токму така. Колку е важна првата реакција во првите неколку минути пред да пристигне медицинската помош? Значи, првата помош се знаења, што реков, вештини, техники што треба одма да се применат, поготово кај овие повредени што преска ги спомнав, затоа што ненавременото укажување на прва помош, поготово кај овие тивки мирни, може да резултира со појава на компликации, нели, па дури губење на знаците на живот, затоа што ако лицето што е во безсознание го ставиме така, пошто тоа се препознава обично, ја скажувам, како човек спие, не може да го пробудиме, и многу луѓе мислат си спие човеков, ќе го оставиме, ќе се фокусираме преку другите повредени, кон другите повредени, меѓутоа во таа ситуација може да дојде, уствари не може да дојде него, доколку не се интервенира на време, на јазикот пропаѓа, ги блокира дишните патишта и она што реков како компликација, нели лицето ќе ги изгуби виталните функции, па некој пат нели се направи превид и може да биде касно, затоа што 5 до 7 минути се има, да речам, рок, едноставно кажуваме да му се пристапи на лицето за реанимација. Овие пак што многу губат крв, ако не го спречиме крварењето како компликација, шокот ќе настане, доколку се превиди шокот, нели, едноставно и тоа може фатално да заврши со губење на животот, и затоа неопходно е сите да бидат информирани, да знаат, значи населението да си ги обновува знаењата од прва помош, може кај нас било токму и во таа насока е моето последно прашање за овој наш разговор. Која е пораката? Зошто секој од нас граѓаните треба да ги научи основите на првата помош? Првата помош, пак ќе напоменам, не е само некој друг ако се повреди на улица, на работа, било каде. Првата помош и нас лично може да ни го спаси животот со тоа што пак ќе помогна. Да внимаваме на опасностите, дури еве човек сам се повреди, крвари, самиот може да се спречи крварење, сам се затекне во ситуација, нели нема никој парче храна за душување и самиот може да си ја пружи првата помош со притисок на ивицата на столот, на фотелјата, како да кажам, па да не зборуваме понатаму за пружење помош на останатите. Едноставно првата помош убаво е да се обновуваат знаењата, затоа што се заборава. Оние кои што секојдневно се имаат ситуации, нели, поготово какви институции, фирми има, тие секојдневно веќе едноставно може да се справат во било какви ситуации, меѓутоа места, институции кај што поретко се случуваат, убаво што се вика секоја година луѓето да ги обновуваат знаењата од прва помош, за да може да помогнат на сите, не само на себе, на другите. Едноставно убаво, хумано е чувството кога му се пружи помош на човек кој што е во неволја. Доктор Емилија, ви благодарам за разговорот. За важноста на првата помош, утрово во Македонија наутро, разговаравме со доктор Емилија Чутановска од Центарот за прва помош при Црвен крст на град Скопје.